Почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани на општина Зрновци. Давањето очи за сработеното во изминатите 4 години за мене е должност кон вас граѓаните и обврска за вашата доверба што ми ја дадовте на локалните избори во 2013 година. Тогаш, почитувани граѓани, пред вас излеговме со конкретна програма и ветивме бројни проекти за посилна и поубава општина Зрновци. Денес излегуваме со отчет за сработеното, со цел да ви представиме што од ветеното реализирано, што е во тек на реализација, што не е реализирано и што друго е реализирано, а не беше ветено во изборната програма. Преку направената елаборација на сите проекти кои се реализирани, денес можеме да видиме многу реализирани проекти што ги разубавија вашите места на живење, реализирани инфраструктурни проекти од секој вид кои ги модернизираа нашите населени места и истите денес резултираат со позитивни ефекти во насока на нови локални остварувања за развој и просперитет на нашата општина. Почитувани граѓани, само намалувајќи ги, решавајќи ги трајно вашите и наши долгогодишни проблеми, дадовме заеднички придонес да биде општината подобро и поубаво место за живење. Со вашата поддршка, ветените проекти станаа реалност. Во 4 годишниот период, општина Зрновци доследно и посветено ги реализираше ветените проекти во сите области значени за нашата локална самоуправа. Согласно изборната програма и стратегијата за локален економски развој на општината Зрновци, економскиот развој на општината се одвиваше во правец на одржување и изградба на инфраструктура од областта на сообраќајот, комуналните дејности и урбаното живење. Во зоната за мало стопанство се заложивме за изградба на инфраструктура од типот на водовод, канализација и електрична енергија. Комуналиите за градба се сведени на половина евро по квадрат за изграден простор, а продажната цена преку владина мерка е 1 евро по метар квадратен. Изработивме физибилити студија за искористување на корисните ресурси во општината. На полето на образованието, како никогаш досега учениците имаат услови за современо и квалитетно образование. Изградена и ставена во функција новата спортска сала во училиштето Синишта Стоилов во населеното место Зрновци. Салата е комплетно опремена со модерна спортска опрема, а се користи од страна на учениците и останатите заинтересирани граѓани на општина Зрновци. На кровот на училиштето Синишта Стоилов поставени се сончеви колектори за добивање на топла вода. Истата се користи за дозагревање во процесот на затоплување на училиштето и за туш кабините во спортската сала. Редовно обезбедуваме средства за стипендирање на најдобрите 10 ученици за запишување во високото образование. Општина Зрновци даде силна поддршка на проектите што ги опфаќаат потребите на младите и во целост се исполнето ветеното во изборната програма. Преку Агенцијата за млади и спорт изградено е повеќенаменско игралиште и истото е ставено на располагање на сите граѓани за спортување, рекреирање и за надпреварување. Општината редовно дава финансиска поддршка на традиционалните турнири по повод празниците Света Тројца и Свети Илија. Основани се училишни спортски клубови, формиравме совет на млади. Редовно се поддржуваат со финансиски средства младите луѓе кои постигнале одредени достигнувања во различни области што се од интерес на сите. Чистата живата средина беше од главните наши приоритети и во насока на таа цел ги реализиравме следните проекти. Изработка на урбанистичка планска документација за сите населени места со цел граѓаните да можеат да градат стамбени објекти за домување и деловни објекти за работа. Изградивме термофасада со енергетска ефикасност на општинската зграда. Придобивките се огромни. Направивме целосна реконструкција на внатрешноста на општинската зграда со имплементација на мерки за енергетска ефикасност. Го реализиравме проектот регулација и уредување на речното корито на Морошка река. Регулација и уредување на Видовишка река. Еден од нашите главни приоритети беше и проектот регулација и уредување на речното корито на реката Зрновка втора фаза. Овој проект е целосно завршен. Го разубавивме кеот на реката кој се протега низ централниот дел на Зрновци, а со регулацијата ги спречивме и силните налети на вода кои во минатото правеа штети на инфраструктурата,
долж двете страни на реката. За непречено поминување преку реката Видовишка изградивме 2 моста за моторни возила. Изградивме 1 мост за моторни возила и 3 пешачки моста на Морошка река. Од огромно значење е изградбата на мостот на реката Брегалница. Тоа е од витално значење за општина Зрновци, со оглед што се наоѓа на најглавната сообраќајница која не поврзува со градот Кочани, но и главниот магистрален пат Делчево-Кочани-Скопје. Мостот е во завршна фаза и ќе добиеме еден модерен и современ мост со 2 коловозни ленти, со ширина од 7,9 метри и должина од 96,5 метри. Со цел создавање на услови за поздрава и почиста животна средина ги реализиравме следните проекти. Поради застареноста на секундарната водоводна мрежа, изголемената потрошувачка на вода доаѓа до неравномерно снабдување со вода на сите потрошувачи и чести пукање на водоводните цевки, со што загубите на вода се многу поголеми од испорачаната вода. Поради наведените причини, општината инсталираше регулатор на притисок, со кој успеавме да зголемиме количината на вода во највисоката зона на село Зрновци, но и да ги намалиме честите пукања на водоводните цевки. За сега променивме дел од водоводната секундарна мрежа на улица Маршал Тито во должина од 400 метри. Изработивме техничка документација во која е предвидено поставување на нова секундарна мрежа изградена на 3 зони – горна, средна и долна зона, со цел да добиеме уедначен притисок до секое домаќинство. На општинскиот водовод се офатени оние домаќинства што се снабдуваа преку малски водоводни системи, односно 150 броја на домаќинства. Изградивме фекална канализација во населеното место Видовиште. Фекална канализација во населеното место Мородис. На секоја ново изградена улица поставивме атмосферска канализација. Изградивме парк во село Видовиште, со што создадовме услови за рекреација и одмор на сите возрастни групи од ова населено место. Изградивме парк плоштад во село Мородвис и обезбедивме катче за релаксација на сите генерации. Изградивме и уредивме плоштад во село Зрновци. Со изградбата на овој плоштад ја задоволивме потребата од јавен простор за одржување на јавни случувања. Уредивме 7 препознатливи јавни површини. Го реализиравме проектор партнер уредување на двете новоизградени цркви во село Видовиште и во село Мородвис. Придонесот што го дава земјоделството во секојдневниот живот на граѓаните на општина Зрновци е огромен и поради тоа оваа област беше една од главните приоритети за развојот на општината. Во насока на остварување на споменатите цели се следните проекти. Изработивме програма за локален рурален развој. Изчистивме 50 км земјини канали за наводнување и одводнување. Изградивме земјен пат за полесен пристап до земјоделските површини во должина од 1,8 км. Изградивме и асфалтиравме полски пат во село Мородис во должина од 750 метри и ширина од 3,5 метри, пропратен со канали за одводнување. Изградивме и асфалтиравме полски пат во село Зрновци во должина од 400 метра од местото викано Гумиње до местото викано Раскрсница. Изработена е и техничка документација за уште 3 полски пата. Полскиот пат од фудбалското игралиште во Зрновци до местото викано Малеово во должина од 1,2 км. Полскиот пат во село за Видовиште од местото викано Оризни Гумна до местото викано Друмат со должина од 800 метри и техничка документација за полскиот пат во Бареја Вада во должина од 2 км. Почитувани граѓани, општина Зрновци располага со богат фонд на автентични, природни, традиционални и културни ресурси, кои се значаен предуслов за развој на туризмот во нашата општина. Во изминатите години бевме посветени на следните проекти. Поставување на туристички знаци за туристичките знаменитости во општината, печатање на правотивен материјал на општината, партнерно уредување на археолошкиот локалитет во село Мородис и изградба на парк со целокупна урбана опрема, која ќе служи за одмор и рекреација на посетителите, но и на граѓаните од ова населено место. Прогласување на 7 платанови стебла за природна реткост во село Мородис. Направена е конзервација на старите и суви стебла, а чинарите се обградени со камени
подзидување на кои се поставени клупи за седење. Исто така поставени се информативни табли за потребите на посетителите. Во трек е изградба на регионален етнопарк во село Зрновци и истиот треба да биде изграден во текот на месец октомври. Во паркот ќе бидат изложени поголем број на експонати, сведоци на минатото и белег на нашите предци. Паркот исто така ќе служи за одмор и рекреација на местното население, домашните и странските гости. Во делот на социјалната заштита и социјалната превенција беа зацртани неколку проекти и истите се реализирани. Изградивме детска градинка, народна кујна, отворивме пензионерски клуб, континуирано организираме едукативни предавања од релевантни стручни лица од областа на социјалниот живот и така натаму. Во фокусот на нашето внимание беше и транспортот и патната инфраструктура. Со цел да поттикнеме мобилноста на луѓето и стоките, изградивме локален пат во село Зрновци спој со регионалниот пат на Виница. Локален пат од местото викано Морошка раскрсница до горно мало село Видовиште. Изградивме или реконструиравме 15 улици. И конечно, најмногу пред се, сум горд на регионалниот пат Видовиште-Теранци. Со реализација на овој проект, општина Зрновци доби уште една нова сообраќајна алтернатива, која несомнено ќе допринесе за развој на локалната економија. Почитувани граѓани на општина Зрновци, од се срце ви благодарам на досегашната доверба и поддршка, со надеж дека се задоволни од досегашната работа на општината. Да сте живи и здрави.